Прво, во однос на периодот кога имавме справување со корона кризата, мора уште еднаш да се истакне фактот дека здравствените работници во условите кои што ги има и условите кои што тогаш беа дополнително направени, дадоа максимум за да спасат што повеќе човечки животи и да згрижат што повеќе наши граѓани. И за тоа сите сме им благодарни. Во однос на други случаи кои што се случиле, а едниот беше експлоатиран од страна на една од медиумските куќи, сите бевте свесни дека и подоцна од соопштенијата на Министерството за здравство, дека сите документи и сите податоци кои што треба да се достават до надлежните правосудни и истражни органи се доставени и се достапни. Што се однесува до други кои што беа презентирани, тука пред се мислам на вештачењата, тие ниту биле, ниту се во ингеренции на владата, ниту ги има, туку ги имаат правосудните органи. Она што сакам да кажам е дека владата и јас како премиер имаме апсолутно објективен став во однос на било кој случај, во однос на било кој поединец, по однос на било кој предмет, и правосудните органи се слободни да одлучуваат согласно со закон и согласно со процедурите кои што требало да се спроверат, се спровеле и врз основа на тоа да донесат конечни постапки, пресуди и така натаму без никакво мешање од никого. Ова вие изгласан во собрание со ваши гласови на други после 3 години, затоа што како немате гласови, трчате до гласови. Но ваш производ, зашто сега не се формираат комисии да се повика на одговорност, затоа што многу е јасен случај. Толку добро го објаснеа и мали деца сватат. Видите, прво шефот на јавното обвинителство е избран во собрание. И тој е професионалец како и другите што биле јавни обвинители или кои што се сега, тие се професионалци од браншата, бидејќи јавен обвинител главен се станува доколку сте биле јавен обвинител. Така да тоа е, ајде да кажеме, не можам да кажам производ нечи, меѓутоа тој има своја кариера, како и било кој друг обвинител во рамки на обвинителството. Ингеренциите во однос на постапувањето на обвинителството, на советот на обвинителите, оние кои што собранието ги именува, се во рамки на собранието. И собранието во секој момент може да постави прашање до било кој обвинител, вклучително пред се тука мислам на главниот обвинител во републичкото обвинителство. И сметам дека тој треба да биде апсолутно на располагање во однос на било кој случај, а особено на овој случај за кој што има навистина жртви. Тоа беше веројатно најтрагичниот настан во нашата понова историја и треба вистината да ја знаат сите и на вистински начин да се одлучи по однос на било кој предмет, а тие самите соопштија дека има отворен предмет по кој што се постапува. Премиере, што е становите на германските фоrenzičari? Вчера практично имаше и протести за модуларната болница, каде што најголем дел од забелешките на граѓаните кои што протестираа беа токму тие прашања. Што е становите на Германија? Значи, јас затоа и на почетокот кажав. Дел од документите кои што се однесуваат на спроведената постапка во тоа време се во надлежност на Министерството за здравство. Сите тие документи се доставени до надлежните истражни и правосудни органи. Постојат друг дел на документација која што е нарачана исклучиво од обвинителството. И тука се однесува и на вештачењето кое што вие го споменавте. Тоа вештачење не е во домен на владата, јас го и немам видено, и така да единствен одговор кој што може да даде во однос на тој документ се тие кои што го нарачале и кои што го имаат. Исто така тука сакам да зборувам на уште една тема која што се појави, а тоа е во однос на преостанатите неплатени модуларни болници за здравствениот дом Скопје. Тие не се платени. Бидејќи имаше бивши министри и така натаму, почнуваат да се на политички теми препукуваат со своите наследници
Претходниот министер за здравство има нарачано ревизија. Таа ревизија е доставена до владата, заедно со документите кои што се однесуваат на неплатените модуларни болници, и сметам дека врз основа на сите тие документи, дека сепак владата е колективен орган кој што одлучува колективно, меѓутоа плаќањето на преостанатите ќе може да биде извршено, ова е мој став, кога ќе бидат завршени сите правосудни постапки.